Гостин во Република ТВ е Теодора Костовска, учител по уметност на живење. Ќе говориме за агресијата и љубовта. Добар ден. Добар ден. Со професорот Методи Чепреганов подготвувате нова книга Агресијата и љубовта. До какви сознанија дојдовте додека ја работевте оваа книга? Да, тоа се акумулирани знаења или долго време наблюдување во однос на се она што се случува практично и прагматично во животот, не? Се она што ни го одзема трпението, се она што ни ја стеснува свесноста, се она што не прави тоа што не сме, се она што ни ја одзема нашата права природа, тоа е љубов. Значи, се тоа е просто еден момент што секој, морам да кажам дека секој, буквално секој, го има, и бебињата, го има како зачеток, како искра, како момент инкорпориран внатре во нас. Во која насока тој нагонски, затоа што кога зборуваме за агресија, зборуваме од аспект на нагон. И во која насока тој ќе се развие, како тој односно како ќе се управува со него, каде ќе се насочува, каде ќе се сублимира. Значи, тоа е оние нешта што, нели, зошто е тоа потребно, до каде е конструктивно, каде поминува на границата, па оди во деструкција. Се тоа просто повеќе би рекла работи кои ни тежија. Ево мене, кога зборувавме, затоа што јас бев навистина инициирана од еден момент, кога реков, па не може околу, и тоа долго наназад и го пишувам, не може да се случува околу нас толку силен набој. Нели, кога ќе видите агресивни се децата во училиште, во градинките, оној силен плач, сето тоа не може да не вознемирува. И не може човек да, односно, може, но еден миг ќе се запраша што ли е ова, што ли се случува. Особено, нели, кога сте во таа сфера каде што ги наблюдувате, ги анализирате, сега зборувам за себе, емоциите кои се големиот двигател. Кога зборуваме за нагон, тие понатаму се развиваат, односно се инициирани од емоции. Кога одиме понатаму, секоја емоција е врзана со или има кореспондентен ритам воздив, што ќе ни каже како ние дишаме, што ќе ни каже што се случува внатре во нашиот систем. Систем, ајде да појасниме, мојот аспект на гледање или воопшто во принцип аспектот на гледање на човекот е холистички. Не одвоива заедница помеѓу тело, интелект, ум и дух. Значи, тоа е неодвоива или дух или душа. Тоа е внатре во нас. Јас морам да ја спомнам овде мајка ми, на која сум и многу благодарна во животот, која се бореше со своето пушење, односно зависност од пушењето, и често знаеше да каже: јас многу сакам да се откажам или да престанам да пушам, но нешто силно внатре во мене не ми дозволува. И тоа е, знаете како, кога ќе го чуете уште од дете, а некако сте се определила да студирате во животот, од тогаш знаев дека ќе сум некаде во тие води, и постојано некаде ми стоеше што е тоа посилно од нас, а внатре во нас. Кој е тој посилен од мене, а во мене. Од прилика, тоа е... Често велам, никој не може да зборува за агресијата надвор ако не ја совладал сопствената агресија. Ако барем во текот на денот, или кои се тоа ситуации, состојби кои ќе го натираат да ја повиши интонацијата, дали тоа го прави потполно свесно, дали тоа го прави затоа што така одвнатре му доаѓа или затоа што така треба. Повторно велиме од оној аспект на човек сам одлучува како или е ковач на својата среќа, значи како ќе постапува, што ќе прави, како ќе се однесува во животот, ако раководи со себе. Така да ова е сега еден многу широк аспект, нели, за кој ви спомнав, меѓутоа кога од тој еден широк се спуштаме или доаѓаме до она што се вика прво нагон. Може ли љубовта да ја победи агресијата? Апсолутно да. Апсолутно да. Сега ќе појасниме, односно јас сум должна да кажам, кога говорам за љубов,
Или кога воопшто станува збор за љубов, воопшто не мислам на емоции, воопшто не мислам на... Затоа што љубовта не е тоа. Воопшто не мислам на оној бизнис да сакам ме сакаш. Јас тебе, ти мене, или јас тебе толку, ти мене волку. Тоа е пазарлук. Тоа е пазарење. Тоа воопшто нема никаква врска со оно што се века. Да, можеби во некаков зародиш, како еден природен, нели? Некоја природна во нас состојба или енергија која се буди, да. Но таа за да биде љубов треба да помине многу прочистување. Треба да помине многу непријатности. Сега не кажувам ова непријатности за да провоцираме непријатности, туку затоа што се тоа обструкции на патот. Затоа што кога човек ќе дојде до особено на нереализирана љубов, ништо друго, туку агресија. Значи, кога се враќаме назад, од каде тоа доаѓа, тоа е тоа. Никој не може да биде потполно мирен и да го прифатите, окей, јас имам толку многу љубов, давам, а мене ништо не ми се враќа. Видите, тоа е одма некако умот ке не упати на бизнис, тоа не е љубов. Затоа велам кога човек ќе го ситуира своето живење внатре во себе. Кога сите тие пориви, кога сите тие нагони, кога сите тие желби, потреби, сакања, посекувања, ќе добиете една своја права форма, прав израз. Кога ќе имаме капацитет, флексибилност, значи еден убав енергетски чист набор, односно контакт со својата чиста енергија, тоа е љубов. Тоа е сила. Тоа е љубовта е единствената сила која се спротивставува, значи која е така поставена во универзумот по космогонскиот принцип да биде посилна од ентропијата. Од каде се таа поизразена агресивност, која е како во настапот на луѓето во секојдневната комуникација, така и кај децата? Живееме во едно општество во кое почнува да кородираат деловите. Знаете како? Ако човек не се реализира, ако не ги реализира своите потенции, еве ги нагоните. Ако не ги реализира своите дарби, своите дарови, своите таленти, своите... Значи тоа зашто е даруван, секој е даруван со нешто. Со нешто добро, со нешто позитивно, со нешто хумано, со нешто... Тоа е човековото битисување, нели? Хуманоста пред се, human being, онај човечки аспект. И ако тоа не биде реализирано, тогаш се враќаме, тогаш се случува природно, се случува незадоволство. Што ме човек незадоволен, што ми има многу работи кои ги голтнал, многу работи кои ги потиснал, многу работи кои не успеал да ги совлада, не успеал да ги сублимира. Затоа што животот е патување, фази, оделенија, нивоа. Животот се движи, како ние растеме, така расте та внатрешност во нас. И просто, ево сликовитото се тие празни или полни садови. Кога еден сад ќе се наполни, тој неминовно треба да се испразни. Значи тоа е да... сега тоа празнење треба да има, да знаеме како, да умееме, да не биде деструктивно. Човек, кога тој дисбаланс го има внатре во себе, затоа што нели вака кога зборуваме толку многу убаво, бајковито, романтично, убаво изгледа, но кога тоа применливо, а има применливост и мора да има применливост, че мора да има реализација, мора да има некој свој финален крај. Не само детерминистички, туку финално да заврши. И кога ние нема да бидеме задоволни од тој резултат, автоматски во нас се случува некакво незадоволство, прилична акумулираност, значи од фрустрации, значи фрустрација, нереализирана потенција, нереализиран нагон, несублимирани нешта, тогаш станува агресивен. Дури ако сакате да проговориме на јазикот на духовноста, тој се оттугил од себе самиот. Тој просто не може да се интегрира во она што се вика мисла, што мислам, што чувствувам, што зборувам, како делувам. Че да се 4 работи различни. Тоа е страшна фрагментираност. И ако
ne obezbedimo. Znači, to je to. Ako ne si го дадеме своето право да живееме во љубов, да го обезбедиме тоа врзивно ткиво помеѓу, тогаш стануваме, нели, оттугени од себе. По мене алиенацијата, оттугеноста, прво оттугеност од себе. Тоа е оно што ме прави агресивна, затоа што сум несигурна. А од каде се поизразената агресивност кај децата? Го гледаме секојдневно тоа, сведоци сме на такви настани. Така, тоа е тоа. Значи, тоа е, знаете како, тоа е конфузијата, затоа што сме ние сите поврзани сада. Конфузијата што родителите и незадоволството што родителите ја носат, ја имаат, ја акумулираат, не знаат што со неа, таа автоматски се пренесува на децата. Затоа што се тие толку многу чисти, толку многу отворени во својот период кога растат, особено кога се отворени за кога сензорите им се толку многу или рецепторите им се толку многу отворени за се она што се вика окружување, затоа што тие мораат да го реализираат својот исто така, нели, потенцијал, својот нагон. И ако имаат лоши примери на идентификација, ние сме многу сведоци на многу лоши примери за идентификација, децата ги пресликуваат. Не смееме да се чудиме од каде се децата агресивни, кога живееме во ера на компјутери, на дигитални играчки. Вие погледнете светот во кој тие живеат, не ништо друго освен она илузија на лошите момци, нели, кои се надвор на екранот, и јас добриот кој треба да ги убијам или да ги поставам тамо каде што треба, или јас да им кажа. Сето тоа прави да тие емотивно не созреваат добро. Значи, просто е неприродно и внатре се бунтува. Значи, тие својата емотивност не можат правилно, добро, здраво да ја артикулираат. Прво, велам, тие рецептори носат такви информации во себе. Нивниот израз е тоа што тие пробале, тие примиле. И оттаму е само она што тие го пресликуваат тоа што во текот на денот ке го живеат, ке го видат, ке го изиграат. Просто немаат никаде правилно да го испразнат, немаат каде правилно, колку, замислете колку се движиме во природа, колку сме во тој ритам природен, колку науката веќе признава дека ние функционираме на оној офон, на вклучување, на исклучување, нели, на тој сигнал на... Постојано сме во тој импулс, импулсот во кој тие живеат, со сето окружување околу. Значи, ова е апел, просто нека биде и апел, нели, до родителите. Сигурно дека не смееме, значи не во оној другиот екстрем, сега ќе ги забраниме, ќе ги затвориме, не, ништо од сето тоа. Но треба да сепак се обезбедува еден баланс, една рамномерност. Колку време сме пред компјутер, еквивалентно толку да сме во некое окружување природно. Тие веќе немаат природна игра, што се вика надвор, што се вика социализација, што се вика, па да, паднати, раскрвавени коленца, лакти. Тоа се тие искуства, тоа е тоа што, значи, тие паѓања и станување е нешто што ќе им даваат право формирање, емотивно формирање. Ние имаме адолесценти кои се веќе за жал емотивно дегенерирани, затоа што се уплашени од тоа да бидат емотивни. Агресијата стана еден начин на комуникација. На израз. Како да го најдеме мирот во себе? Тоа е пат. Тоа е пат. Или, знаете како, кога ќе дојдеме до нешто што се вика полн сад, тој неминутно ќе побара да се испразни. Го знаеле ние тоа рационално или не. Значи, се она што се вика агресивно однесување е всушност тоа празнење на полниот сад. Кога ќе си посветиме малку време себе си, кога ќе си обезбедиме она што се вика будно себе наблюдување. Што е она што ме прави анксиозен, што е она што ме прави незадоволен, што е она колку јас давам, колку примам. Повторно велам, не како калкулација колку треба да дадам, односно да примам за да дадам, туку е примање, каква храна внесувам,
каков е мојот здив, каков е мојот сон, се тоа, колку сум јас, нели, какви се моите мисли, колку е мојот дисбаланс во однос на она што мислам, она што зборувам, она што чувствам, какви се тие пеперуги што ги имам во стомакот или ги немам. Вие сте учител... Така да тоа е пат. Так, вие сте учител по уметност на живење. Што ги учите вашите ученици? Тоа е прекрасно. Што ги учам? Ги учам како да ги совладаат, ги учам. Односно, тоа е исто така, нели, тоа е оној пат кој прво секој учител во Art of Living го минува и како едукација и како сопствено искуство. И постојат техники, постои знаење. Значи, она од што ние сега исто така, зашто сме агресивни, затоа што немаме адекватно знаење, практично применливо знаење како да управувам со себе. Во Art of Living ние учиме како да управуваме со себе, како да се справиме, затоа што дали она е сега кога сме напнати, кога сме нервозни, кога сме агресивни. Агресивност како желба за моќ, како желба за наметнување себе си, агредиор нагон, или како оној посегнување по нешто, одстапување од нешто. Тоа се сите тие работи кои практично ние внатре во нас имаме еден неприкосновен индикатор, тоа е нашиот здив. И тоа е нешто што никаде не учиме, значи ниту некој во училиште, ниту дома ќе ни каже само малку застани и види како дишеш, затоа што здивот е таа конекција помеѓу нашиот емотивен и нашиот рационален склоп, значи помеѓу мислите и помеѓу емоциите. И здивот е тој кој ја овозможува таа хармонизација дневно. Значи кога вие просто тоа се во почетокот е тоа техника која ја совладуваме, а потоа станува веќе едно просто живење, начин на живење. Кога оној прст што е упатен надвор, ќе биде завртен кон мене, кон прашањата кои сум јас. Колку љубов можам да дадам, колку знаење можам да абсорбирам, повторно велам знаење практично применливо. Ние имаме нешто што се вика премногу едукација односно премногу информација. Тоа не е знаење. Мораме да направиме дистинкција помеѓу, нели се, простете ми што гласно кажувам, имаме премногу образовни институции, премалку знаење. Затоа што и едукацијата е процес. Затоа што маса на информација тие само прават конфузија во главата. Тие нема да ве направат емотивно интелигентен, значи нема да ви овозможат контакт со својата внатрешност, со својата интуиција, со своите внатрешни пориви, што тоа е интуицијата неприкосновена, колку и секој од нас ја има, колку ја развива и колку умее да ја слуша и да ја користи. Би рекла дека еквивалентно битно и важно е да се развива и рационалната интелигенција и емоционалната. Односно, обезбедување на хармонизираноста, на балансираноста помеѓу емоционалната интелигенција и рационалната е нешто што просто ќе не научи да ги користиме левата и десната хемисфера, левата и десната рака. Ако веќе тоа некако треба. Тоа е она што и тоа е она што просто здивот, моќта на здивот го има. Да не ослободи од се она што не стега, од сите притисоци, од сиот оној акумулиран веќе емотивен набој, гнев, бес, лутина, сите негативни аспекти на емоциите, кои се исто така внатре во нас. Непријателот не е никаде надвор од нас. Непријателот е внатре во нас. И ако човек го спознае, прво треба да смогне да има енергија, да смогне сила, да почне во процесот на интроспекција, значи себе нагледување, за да дојде до себе обожување или обожување по Божја волја, чиста духовност. За кој човек може да кажеме дека е среќен?
prvo je mnogo subjektivan той момент. Знаете, onaj koji je uspel da го совлада, по мене, ако мене лично ме прашувате, onaj koji je uspel da го спознае својот непријател, onaj koji je uspel da се наблюдува мирно, potpuno mirno себе си со сите своји пориви, со сите своји негативни аспекти, со сите своји повторно ќе кажам само онај негативен момент во мене и да се обезбеди таа дистанца од тоа, значи на едно мирно наблюдување, да сето тоа се совлада стравот. Че секој оној кој успел да го совлада стравот, среќен човек. Благодарам на гостувањето. Благодарам и вам за поканата.